Проценетата старост на Преспанското езеро е некаде помеѓу 5 до 7 милиони години, што значи дека е дупло постаро од Охридското езеро. Клучниот проблем со Преспанското езеро не е неговата вариабилност во однос на нивото, туку е проблемот во квалитетот на водата, односно интензитетот на внесување на хранителни материи преку комунални отпадни води, преку минерални ѓубрива и второто преку загадување со пестициди, пластика, разен комунален отпад, детергенти и така натаму. Кога локалното население ќе добие одреден финансиски бенефит од самото езеро, во тој случај тие луѓе ќе бидат прво најзагрижени за да може да се заштити тоа езеро. Добре дојдовте. Сител подкаст ги продолжува приказните за чистата животна средина во рамки на проектот Преспа, разбуди се за чиста средина, во кој соработуваме со Институтот за комуникацијски студии. Овој пат за приказните за чиста животна средина ќе ми помогне професорот од Институтот по биологија при Природно-математичкиот факултет Златко Левков. Професор Левков, добре дојдовте во Сител подкаст. Благодарам за поканата, добро вечер на вам. Професоре, сите некако знаеме по нешто за Преспанското езеро, некоја информација, некој податок, но вие тоа го знаете најдобро од стручен аспект. Колку е важно, колку е значајно Преспанското езеро? Проблемот е тоа што не знаеме. Значи, повеќе не знаеме отколку што знаеме за Преспанското езеро. По новите некои податоци се велат дека Преспанското езеро е најстарото езеро во Европа и едно од најстарите езера во светски рамки. Се смета дека Охридското езеро има некоја проценета старост помеѓу 2 до 3,5 милиони години, додека проценетата старост на Преспанското езеро е некаде помеѓу 5 до 7 милиони години, што значи дека е дупло постаро од Охридското езеро. Од таму произлегува и неговото огромно значење како центар на разновидност, на биолошката разновидност во регионот, но и на глобално ниво. Проблемот е тоа што Преспанското езеро е некако подзаборавено. Иако генерално и научните аспекти се многу повеќе посветени на заштитата на Охридското езеро и проучувањето на Охридското езеро, додека на Преспанското езеро многу помалку внимание му посветуваме. Оттаму произлегуваат и недостатокот на бројни истражувања кои ќе покажат степенот на разновидност на Преспанското езеро и втора работа степенот на загрозеност на тој жив свет, особено ендемичниот жив свет, за кој што знаеме дека постојат и ендемични риби, и ендемични ракови, школки, алги и така натаму. Во овој момент генерално имаме многу мал број информации кои што ќе ни укажуваат на тоа дали и колку езерото е загрозено. Сепак треба да имаме предвид дека постојат некои податоци кои што кажуваат дека всушност најголем дел од видовите кои што денеска живеат во Охридското езеро всушност потекнуваат од Преспанското езеро. Ако го имаме тој факт во предвид, тоа ќе произлезе дека всушност Преспанското езеро е многу побитно во однос на Охридското езеро, но сепак велам Охридското езеро е светско познато поради голем број на претходни истражувања кои биле направени и актуелната состојба во која што се наоѓа како езеро. Професоре, многу често првата слика која што ни доаѓа на ум за заштита или загрозеност на Преспанското езеро е квантитетот на водата која што ја има во езерото, но ако научно се постави на една градација линијата на опасности или проблеми на Преспанското езеро, како вие би ја направиле таа линија? Кој е главниот проблем на Преспанското езеро? Значи, во изминативе 20 на години направивме неколку истражувања на Преспанското езеро. Меѓу другото, се обидовме да дознаеме како била екологијата на езерото во последните 100.000 години. Интересно е тоа дека, според тие податоци, Преспанското езеро варирало во однос на својата големина и длабочина во текот на времето. Тоа значи дека во минатото некојаш било и подлабоко, но било и поплитко. Но клучниот проблем е што во тој период, не збориме сепак за илјадници години наназад, во тој момент не постоела човечка популација која што би го загрозувала или загадувала езерото, или би го реално искористувало за своите потреби. Тие податоци се велат дека, например, пред само 1000 години
Преспанското езеро било со понисок водостој во однос на оно што е денеска. Тоа значи дека клучниот проблем со Преспанското езеро не е неговата вариабилност во однос на нивото, туку е проблемот во квалитетот на водата, односно интензитетот на внесување на хранителни материи преку комунални отпадни води, преку минерални ѓубрива и второто преку загадување со пестициди, пластика, разен комунален отпад, детергенти и така натаму. Во овој момент проблемот со Преспанското езеро најкритичниот и најклучниот проблем е всушност квалитетот на вода, односно тоа загадување и внесување на хранителни материи во самото езеро. Сега најголем дел или од она што како јавноста размислува, влијание во оваа насока имаат употребата на голем број на пестициди, хемиски препарати во однос на одгледувањето на земјоделските култури кои што се одгледуваат покрај Преспанското езеро. Од тој аспект сакам да ве прашам колку се важни или колку се значајни органските производители кои што функционираат во овој дел од Преспа. Веројатно се тие најзначајни. Употребата на пестициди е широко распространета во светски рамки. Значи не е проблемот само во Македонија дека само не употребуваме. Треба да имаме предвид дека и на пример и DDT кој што пред 50 години е веќе забранет за употреба, во минатото се сметал за еден од најбезбедните пестициди и се рекламирал како еден од најдобрите пестициди. Да денеска со текот на времето разбираме дека како што се прават дополнителни анализи, дека голем дел од нив се токсични не само за природата, туку и за човекот. Бидејќи истите се поприлично неселективни. Во смисла, ако имаме пестициди кои што ги користиме за инсекти, например инсектициди, тие не делуваат само врз паразитите, туку делуваат и врз, особено да речеме пчели, и нивните популации значително се намалуваат во природата. Исто така, нешто што е многу битно за пестицидите, особено хемиските препарати, е дека тие се акумулираат во текот на исхраната, односно синжирот на исхрана. Ако земеме алгите, ги има најмала содржина, ракчињата ќе имаат поголема, малите риби уште поголема, големите риби најголеми, птиците кои што се хранат со нив ќе имаат апсолутно највисока вредност, односно тоа имаме некакво многу кратно зголемување на содржината на пестициди акумулирани, внесени во организмите. Заради тоа, денеска и се препорачува всушност тоа органско земјоделие, да не се употребуваат хемиски препарати, туку да се користат различни други биолошки пресе растителни препарати кои што би имале негативно влијание врз конкретните инсекти или габи или коров ако се некакви растенија, повторно се со цел да се спречи тоа ширење на хемиските пестициди во природата. И нивното негативно влијание. Да, например може да има хемиските пестициди да ги сретнете и во вода, во растенијата. Со тие растенија се храна, да кажеме, добитокот, па онда можеме да ги сретнеме и да ги најдеме, да ги детектираме исто така и во млекото. Што значи повторно е некако поврзано со здравјето. Здравјето на човекот е доведено во опасност. Особено ако збориме за млеко кое се конзумира од страна на мали деца, тоа значи дека имаме еден голем проблем. Токму заради тоа органското производство денеска во светски рамки се промовира и би требало да биде нашата иднина во земјоделието во државава. Дефинитивно треба да се приориентираме, бидејќи имаме навистина можности тоа да го правиме. Да, јасно е дека се важни и значени. Професоре, во рамки на документарниот филм Природно од Преспа ние разговаравме со земјоделците, органските производители во Преспа, ќе го слушнеме нивното размислување, па ќе продолжиме со разговорот. Во органското производство што е најбитно? Најбитно е ние први да ја заштитиме околината, подземните води, па после нас, значи храната, значи производот. Најбитно е први да штитиме околината.
Затоа се органските производи се поскапи. Ние гледаме да има баланс во природата. Значи, да имаме штетниците да ги јадат предаторите. Разликата помеѓу органското и конвенционалното производство, првино здравствена гледна точка, органското производство е здрава храна, значи на прво место. Конвенционалното може да има остатоци од пестициди, се зависи и од третирањето, начинот, кога третирале. Од економска гледна точка, органското мора да е поскапо од конвенционалното, затоа што првин имаме поголем ризик на одлетување, а после имаме помал приход. Се уште постои големо непознавање. Многу чести прашања, во минатото посебно, па и сега се случува, колку пати ги прскаш, вика. Јас сум од Преспа потекло, не знам што, и јас знам дека без прскање не може, значи без нега не може, да се разбереме точно, и без прскање не може. Прашањето е со што се прскада, а не дали се прскада. Би сакал да назначам во еден плод органски, содржината на нутриенти, на микро и макроелементи, да, е за 3 пати поголема од конвенционалното производство. Да, го слушнавме размислувањето на органските производители или земјоделци кои што работат со органски препарати во Преспа. Професоре, кога зборуваме за заштита на целиот овој регион, може ли да зборуваме за некое решение кое што би било ефикасно, без да го вклучиме локалното население, без да ги вклучиме жителите на Ресен и на целиот овој регион? Тоа не е возможно. Клучниот фактор во заштитата на било кој локалитет, екосистем, градба, е локалното население. Нешто што мора да, кажем, како стратегија да се работи на државно ниво е тоа дека тие луѓе треба да разберат дека езерото носи некаква и економска добивка. Дека всушност, особено денеска популарен туризмот, во светски рамки, особено алтернативниот туризам. Дека преку алтернативниот туризам постои голема можност да заработуваат и многу повеќе средства во однос на некои други извори, гранки, како што, например, земјоделие или полјоделство. Кога локалното население ќе добие одреден финансиски бенефит од самото езеро, во тој случај тие луѓе ќе бидат прво најзагрижени за да може да се заштити тоа езеро. Бидејќи реално луѓето кои што се надвор кои што живеат надвор од околината Преспанското езеро, не ќе отидеме, ќе посетиме, ќе видиме дека е убаво, ќе поуживаме и ќе се вратиме. Арнама тие луѓе што живеат таму се клучот, се најбитниот фактор, не се законите битни. Битно е населението да разбере дека тоа езеро е многу битно и дека тоа езеро може да има одреден финансиски бенефит за нив. Кога тоа ќе го разберат, кога тоа ќе го прифатат, тие веднаш ќе започнат со интензивна заштита на езерскиот екосистем. Во спротивно, било каков закон на хартија, било какви казни, тоа нема да придонесе, особено казните не придонесуваат за заштитата. Единствено, позитивните аспекти, значи финансиските бенефити, корист на локалното население, само тоа ќе донесе реална заштита на Преспанското езеро и на било кој друг екосистем. Да, професоре, некако го опфативте дел од одговорот на моето прашање кој што би водело кон заклучок на овој разговор. Каков бенефит би имало локалното население, но и државата од изнаоѓање на едно позитивно решение за целата оваа ситуација? Преспанското езеро е прво, велам, заборавено езеро. Од секој аспект, значи не само од научен аспект, туку збориме од туристички аспект. Реално туризмот во регионот на Преспа е со многу понизок интензитет во однос на останатите, например Дојран или Охрид. Вториот момент е тоа дека Преспанското езеро се наоѓа помеѓу два национални парка, Галичица и Пелистер. Доколку се донесе одредена
законска одредба или некаков акт, каде што ќе вели дека секој посетител што ќе дојде на брегот на Преспанското езеро или на Охридското езеро, ќе плаќа дневница за да го види, да присуствува на таа убавина. Во тој случај ќе има еден многу позитивен финансиски ефект. Мислам, чисто, ако ги земеме, например, како функционира националните паркови низ Европа, ќе видиме дека тие заработуваат од влезници, од дневници со милиони евра. Доека кај нас, реално, националните паркови, значи и Галичица, и Пелистер, веројатно добиваат, значи, од влезници минимални средства кои што реално не се доволни за нивното функционирање. Мислам дека тој алтернативен туризам што нуди навистина големи можности во регионот на Преспа, како што е посета на одредени локалитети, природни богатства, има пештери, има цркви, имаме нашиот единствен остров што го имаме, голем град кој што е навистина специфичен во однос на својата екологија. Че сето тоа може да се промовира како алтернативен туризам, не само плажа на која што луѓето ќе во текот на летниот период ќе пристојуваат, туку ние треба да се стремиме кон еден туризам кој што ќе биде целогодишен. 12 месеци зелен туризам. Да. Кој што ќе овозможи во тој случај, доколку постои таа инфраструктура и втора работа, разбирање кај луѓето дека ваквиот тип на туризам, кој што може да трае 12 месеци, не една сезона од пар месеци, месец-два, дека тоа може да им донесе многу поголем бенефит, многу поголеми примања, приходи. Во тој случај мислам дека прво самото население ќе се труди да го зачува Преспанското езеро, бидејќи на таков начин ќе може по еден подолг временски период да заработува. Јас сум за тоа да сите наши национални паркови наплаќаат влезници. Иако можеби тоа звучи непопуларна мерка за населението, но тоа е секаде во светот прифатено и туристите апсолутно немаат никаков проблем, особено странските, да платат, да ја посетат Галичица или Пелистер, па и Преспанското езеро. Така да мислам дека тој извор на приходи би требало во иднина да се размислува на кој начин би требало тоа да се регулира и какав тој процент реално би одело за локалното население, а не само за, на државно ниво, туку еден значен процент од тоа да остане во заедницата. На таков начин и населението кое во основа се намалува, на таков начин кога го задржите населението, па може и да се случи да се зголеми бројката на население во регионот, доколку има се разбирани финансиски приходи за нив. Многу јасно, професоре, можности и решенија има, голем дел од нив зависат од нас. Ви благодарам многу за овој разговор, за понудените решенија и знаењето на струката и на она што вие го работите како стручна јавност. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам вас за поканата и јас се надам дека таа порака до локалното население ќе биде прифатена, а исто така и до надлежните институции, дека веќе треба се почне да се размислува и веќе за и на државно и на локално ниво да наплаќаме некакви средства за влез и користење на убавините на нашите национални паркови. Благодарам уште еднаш, почитувани, ви благодарам што бевте со нас.